Во изготвувањето на стратегијата се анализираше токму ова, што се пречките и зошто резултатите во конфискацијата се многу слаби. Констатиравме дека ние всушност во законите ги имаме сите можности градени и она што недостасува беше капацитетот, разбирањето за тоа што е всушност финансиска истрага која се спроведува заради заплена и конфискација, за разлика од истрагата за финансиски криминал. Во стратегијата се предвиде дека треба да се зајакнат капацитетите на начин што во секоја од овие институции кои што на почетокот ги споменав, ќе постојат специјални канцеларии, одделенија за финансиски истраги, кои што ќе вршат услуга за сите други. И оној што истражува дрога може овде да дојде да побара да се води финансиска истрага, и оној што истражува трговија со луѓе или некој друг тип на криминал може овде да се обрати за финансиска истрага. Еден од клучните проблеми беше дека нашите институции се уште немаат доволно капацитет и знаење за проактивно постапување, односно да тргнат од парите па да стигнат до криминалот или да ја почнат истрагата, финансиската истрага паралелно со кривичната. Значи, во моментот кога ќе се отвори постапка за истрага за одредено действие, да се утврди дали е тоа криминал и дали е сторено кривично дело, треба да се започне и финансиската истрага, затоа што најчесто се случува до моментот кога ќе заврши постапката, имотот го нема. Недостасува и други чекори, кои што ги имаме во законот, ги немаме во практиката. Например, со поднесувањето на кривичната пријава, јавниот обвинител треба точно да наведе листа на имот кој што би можел да биде и за кој што ќе бара да биде обезбеден, запленет и замрзнат, за да може да понатаму да се сочува за евентуална конфискација.